Кажете ни сега во врска со скриената инфлација, колку е намалена вредноста на пензијата поради таа инфлација и има ли одредено покачување на пензиите со кое што би се следала таа инфлација? Можете ли во врска со тоа повеќе? Што се однесува пак до усогласувањето на пензиите, значи ние како пензионерски синдикат укажавме уште при самата измена 2018 година дека ако се земе само растот на инфлација, односно трошоците на живот, како се тоа во законот, како е наведено, дека пензиите ќе стагнираат, односно нема да пратат нити скриената инфлација, нити порастот на просечната плата не може да ја пратат. Фактички ќе дојдеме до една стагнација и да не кажам дури и намалување на пензиите. Тоа најмногу се одразува и ќе се одрази секако на најниските пензии, затоа што и ако го земеме последното покачување во август месец оваа година од 0,60%, пак минималното, односно најниската пензија покачена само за толку малку е многу незабележително. Во однос на тоа колку и како се движеле пензиите од 2017 година навака, значи процентот не е некаде околу 6,77% и јануарското адхок покачување кое беше од 722 денари. Меѓутоа секое покачување не ја прати инфлацијата, нити пак поготово скриената инфлација, каде што, например, за минимално покачување во денари имаме намалување на грамажа на одредени намирници кои во однос на претходната фактички доаѓа до покачувањето да биде поголемо него што е потребно. А што се однесува пак до најниската исплатена пензија во октомври месец изнесува 9751 денар. Дали таа пензија е доволна за пензионерите да може да живеат? Не, ако се земе ние некаде пред 2019 година имавме една анкета колку се луѓето задоволни од пензиите и како со кој износ се располагаат. Така да за таа анализа анкета можеме да зборуваме пак во некоја друга емисија.